Затворска и комична приказна за добар пиар или вистинска волја на институциите да го расчистат хаосот и евентуалната корупција во затворот Идризово. Затворот, Управата за извршување на санкции и Министерството за правда со различен пристап за скандалите кои ги обелодени Алфа. Затворскиот директор Зоран Јовановски вели дека сите наводи кои по серијата стори на Алфа излегоа на површина мора да добијат институционална разрешница. Двајцата командири кои тврдат дека имаат должничко доверителски однос со осуденикот Јанко Јаневски од изутринава се суспендирани, но и тоа не е решение, вели директорот. Вакви случаи има многу во затворот. Ете, командирите се суспендирани, ќе им се намалат приходите, но тоа не е решение. Само обвинителството може до крај да расчисти ситуацијата, како за овој случај, така и за други. Не треба ниту една институција да прави пиар од ова, туку истражните органи да си ја завршат работата. Управата за извршување на санкции влезе во Идризово да ги сослуша командирите и осуденикот Јанко Јаневски, кој за Алфа сведочеше за тортурата што ја преживува внатре. Но Министерството за правда објави само што кажале командирите, дека му дале 4000 евра на Јаневски за вработување во МВР и тие само си го барале долгот. Она што Јаневски им го раскажал на инспекторките од санкции остана енигма. Министерот за правда Кренар Лога вели дека не се објавува селективно, туку Управата за санкции испратила таков допис до Министерството. Значи, од прв момент, јас кога сум се информирал, барав од Управата за извршување на санкции да постапуваат благовремено, да се извести и основното јавно обвинителство и полицијата имат постапено, значи, органите на државата. Денеска со комуникација со новиот директор на КПД Идризово е преземано тоа што и двајцата полицајци се суспендирани додека ние имаме крај и разрешница на овој настан. Министерот Кренар Лога сподели детали, но од Управата за извршување на санкции вела дека исказите на командирите се дел од истрага и не треба јавно да бидат објавувани. За сега нема разрешница за рекетот, уцените, шверцот, комарот и другите незаконски активности зад зидовите на Идризово. Клопчето почна да се одмотува откако затвореникот Јанко Јаневски за Алфа сведочеше дека командирите му се закануваат веќе подолго време и му барале различни суми од 10.000 па се до 4.000 евра да ги донесе во рок од 24 часа или тој и неговото семејство ќе бидат мртви. По него уште многумина го кренаа гласот за условите во кои преживуваат и тортурите кои ги трпат од вработените.